Овој град, расположен на разиграната конфигурација на тромегијата од Лакавичката, Кочанската и Овчеполската котлина, во својата историја бил најголем градски центар во Источна Македонија. Во пишаните документи Штип се споменува како една од поголемите населби на областа Пеонија, уште во првиот век на новата ера, под името Астибо. Подоцна, тој се наоѓа во границите на Римската империја, за да се појави под името Стипеон по распаѓањето на Римското царство и создавањето на Византија. Црквата Успение на Света Богородица во Новосело била мала еднокорабна. Урната е, а во 1809 година повторно е изградена на нејзиното место, но како голема трокорабна базилика. Многу интересна е копаницата во оваа црква. Големиот иконостас во ореово дрво, прекрасниот балдахин на 4 столба, владичиниот стол и царските двери представуваат ремек дело на копаничарството во Македонија. Богатата културно-образовна традиција на градот Штип во слободниот развој се трансформира во достигнување на материјални и духови вредности кои представуваат израз на севкупната самоуправна социјалистичка изградба. Инвестициите во областа на образованието и културата овозможуваат позабрзан развој на овие дејности и создаваат услови за натамошна самоуправна трансформација на образованието и културата врз основите на законот на здружен труд. По ослободувањето во Штип се формирани Народниот театар, Народниот музеј, Работничкиот универзитет, локалната радиостаница, Домот на техничката култура, Народната и матична библиотека, Историскиот архив, Домот на културата, а се отворени постојаната галерија на икони и галеријата на современа македонска ликовна уметност. Домот на културата представува траен паметник на солидарноста на работните луѓе и граѓаните од општината Штип. Во неговата изградба се вложени средства, што овозможили изградба на 5000 квадратни метри корисна површина со сите услови за разновени сценски, музички, ликовни и други представувања. Домот на културата истовремено ги негува и развива аматерските самодејности во кои активно учествуваат младината, работните луѓе и граѓаните. Во Домот на културата се одржува еден од најпознатите фестивали Макфест. Оваа година по 29 пат. Во чест на Макфест зборуваме со Методи Андонов, кој е по професија инженер, но човек кој долги години се занимава со цртање карикатури и во 70-тите години го уредува локалниот весник во Штип Солидарност. Креативниот дел на моето творештво почна некаде 70-те години, кога за почеток прво со портрет карикатури се занимавав и обични карикатури преку редакцијата на Остен. Тука беа соработници Дарко Марковиќ, Делчо Михајлов, Љупчо Филипов и други, така да со нив го направивме првиот чекор во Штип да направиме една меѓународна изложба на карикатури. После тоа дојде Макфест, во Макфест учествува со комплетен дизајн, графички дизајн, визуелниот идентитет, логото, маскотата, сите оние пропратни графички елементи на каталози, плакати. Понатаму портретот на карикатурите би беше многу предизвик да и у Штип направиме две изложби на познати штипјани од Штипската чаршија, која после тоа ми беше одскочна даска да ме поканат и во Бон да работам на една интересна изложба на портрет карикатури на познати југословени и германци од областа на културата и спортот. Тоа беше денови на југословенската култура во Бон, Германија, така да со мене беа исто и Дарко Марковиќ со неговите цртани анимирани филмови, Емир Кустурица со неговите први филмови и така. Тоа остави впечаток добар кај германската јавност, така да повторно ме поканија 1994 година беше на една донаторска помош од мене, фактички беше тоа изложба. Тука ги цртав сите вие амбасадори што се присутни во Германија и беше тоа помош за курдите на помош за курдите преку донација, акција на Клаус Кинкел, тогаш министер за надворешни работи на Германија, и жена му Урсула Кинкел. Во таа акција донаторска учествува уште групата Стинг, тогаш популарна музичка група, потоа Тансу Чилер беше турската премиерка и други.
Понатаму портрет карикатурата ме многу занимаваше и повеќе внимание на неа обранав. Во Скопје има две изложби исто на портрет карикатури на познати македонски творци, уметници и така. Инаку цел живот се занимавам и со архитектура и со дизајн, со сликарство, кое сликарството ме повеќе привлекува реализамот и она минато од нашиот град, она стара архитектура која денеска за жал не можеме да ја видиме и тоа беа креативни моменти кои сега ги повтараме во некој си, да не речем, креативен хаос кој со кичо кој превладува превише кич во архитектурата и утворештвото во градот. Сето тоа за мене е интересно и така да малку се враќам повеќе назад во тоа сликарство, не заради некоја носталгија, него тоа е повеќе да докажам дека минатото било у смисол на визуелниот изглед на градот многу подобар него сега. Нема го таа снаф, нема чаршијата, меѓу луѓето е другиот однос и така. Еден од трите зачувани безистени во Македонија е и Штипскиот, кој од посебно значење како по своите архитектонски, така и по ликовно-урбанистички вредности. Годината на градењето на овој објект не е познат. По секоја веројатност е изградена во 16-тиот век, а не е исклучено неговата градба да е и од порано. Архитектурата на безистенот и покрај едноставноста на формите делува монументално, а внатрешниот простор импозант. Како културно-историски споменик од турскиот период, безистенот е ставен под заштита на закон. Од 1965 година овој стар објект добива нова намена како галерија на современа македонска ликовна уметност. Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар на народите. Добро познатата изрека на револуционерот Гоце Делчев, кој во негова чест денес градската библиотека на Универзитетот во Штип го носат неговото име. Библиотеката Гоце Делчев е основана 1872 година како читалиште. Денес е сместена во новоизградената зграда, во чии современо обликувани линии се содржани основните белези на старата македонска архитектура.